Проектот Театар интеграција започна во 2020 година, во мај месец со подготовки и превод на текстот. Оригинално беше замислен како серија на работилници со физичко присуство, се разбира, работилници за звучење, значи работа на глас и тело, кои што ги адаптиравме во онлайн формат. So we have a bit of a conference moment here. Don't we have a chat here now? Yes, we do, but you can still play the music program, and Christian, you and I go. No? Where would you go? Проектот се реализираше во две фази. Во првата фаза, таа беше во 2020, учествува 6 изведувачки уметници, актери и танчери. Втората фаза се реализираше годинава до средина на јули, во неја учествува 8 исто така актери, танчери, изведувачки уметници. Sharing the energy with one another and playing with one another. Alright, we go on message. Alright, now play the music for you guys and we go on message. Continue. Breathe and breathe deep. Беше структуриран како комбинација на индивидуални и колективни тренинзи. Имавме 3 пати неделно колективни тренинзи со Ричард онлайн, но исто така и во физички простор кога мерките беа полабави и кога веќе сите се вакциниравме и ни беше комотно да се наоѓаме во просторот на Центар Јадро. И индивидуални сесии кои секој од нас ги закажуваше, значи во тие временски рамки кои Ричард ни ги задаваше. Доста енергија се потроши на таа координација и ускладување на распоредите, меѓутоа веќе штом луѓето го усвоија принципот на работа, сиот тој процес течеше мазно, да кажам. Дај ми чичко штуре пред нова и контра тоа. Само мидл, друго се гаси. Туп, 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 о, си иде претходното светло, се местиме ние и се дава само тоа. Аха. Вака беше исто. After I sprint the слушатели, we leave 5 seconds and then we go blackout, okay? Во првата фаза, првите 2, 3, 4 месеци, додека бевме дома, до некоја мера и ми пријаше, бидејќи има време да се осврнам кон себе, да работам малку повеќе на себе, да сватам што сакам во иднина да правам, со какви проекти да се занимавам. Меѓутоа, после 4 месеци тоа не вршеше повеќе работа, затоа што моето тело и мојот ум веќе бара издувни вентили и бара работа. That's what you have to do, to stay on top of the situation. In the home, you have to always stay on top of the situation. Otherwise, it just gets out of control. And then, it's the drastic cleaning measures are necessary. За мене лично донесе некои нови искуства, кои што можеби претходно не би си ги дозволила во смисла на време и енергија. Отвори некои нови правци на развој на себе како уметник во повеќе различни сфери кои што секогаш ми се допаѓале, а не сум се фокусирала на нив како театарот, да речеме.
Изкривете ги улиците. Чисти. Изкривете ги сите Изкривете ги патеки. улиците. Изкривете ги патеките. Чисти. Падна ноги. Чисти. Тој момент ми беше застрашувачки, зашто Теодора што не танцува, не е Теодора. И едноставно, што со себе, што ќе прави Теодора ако не танцува, Теодора повеќе не наоѓа радост во танцот, ми беше... Беше тешка година, веќе 2. Така да сите бевме ставени во искушение како да постапиме, а немавме избор. Значи, тие што работиме во институција е многу поинаку од оние што не се вработени и што навистина им беше потешко, затоа што беа ограничени во своите примања и можности да се изразат како уметници. Ми даде многу време за саморефлексија, за да ги ставам работите во перспектива и да ги преиспитам, ми даде многу време, многу простор, да си ги одредам приоритетите и да истражам многу нови места низ Македонија. Да посветам многу повеќе време на здравјето, да станам свесна за своето здравје, но и за тие околу мене. И се разбира да имам многу повеќе свест и за луѓето околу мене. Kanë ndikuar shumë ndryshe. Unë kam diplomu para 2 viteve dhe është ajo koha kur si aktor kërkon të shfaqesh, të jepesh, të luash. Edhe po, me njëherë mbas diplomimit, në shfaqjen e parë, është dashur të ndërprehet procesi, shkaku i pandemisë. Edhe gjithë ajo pandemi me shpresën që do largohet përgjithmonë nga ne, ajo zgjati, pothuajse tash 2 vite. Edhe ndryshoi gjithçka, ndryshoi psiqikisht, ndikoi psiqikisht, ndikoi fizikisht tek unë. Dhe më thënë thjesht më mbylli në një dhe më dërgoi në një botë të cilën nuk e kisha parë më parë. Your body and found my soul in you. And I'm afraid I've heard the stillness of the night lie naked next to you. Yes, and heard God's gentle presence breathe into your face, aglow with love and trust, feed your silence. Не наоѓав во еден момент радост од тоа што ме прави стрекна. Не наоѓав радост во танц, имаше еден длабок период од 1 месец кога што јас стварно се прашував дали сакам да танцувам. На едно нешто што се навраќам секогаш е дека we take things for granted. И секогаш кога имаме слобода, не сваќаме колку таа слобода е вредна. Имаше момент кога што не сакав ни од дома да излезам. Еден момент, месец. Интеракција со луѓе не сакав зашто тој притисок на животно прашање на екзистенција. Can you hear them? The helicopters. And each time we leave this place, our holy space, we die some more. Yes, a part of us dies so that our eyes are born anew. За време на пандемијата јас се изолирав точно овде. Ова е местото на кое што се изолира, бидејќи е многу близко до мојот дом и заради тоа што движењето и времето во кое што смееме да се движиме беше ограничено, тоа што можев да направиме е да ги наоѓам најдобрите работи околу себе и да го извлечам како најдоброто што може од оние работи со кои што располагам во мојата близина. Многу ми значеше што ја работев на темата изолација, затоа што од една страна е многу близко, а од друга страна доволно далеку за да имаме да имаме некоја мала дистанца за да можеме да го погледнеме од страна какви сме биле лани. Открив многу работи за себе и за односот со другите луѓе и комуникацијата која што се сведе на минимум, знаете како беше. Never touch me.
Do not touch me in the morning. Do not touch me in the evening. For my wings will fall from me. My golden wings will turn to dust. Повеќе се фокусирав на себе си и на тоа како можам да се развивам и што можам да направам за да ги подобрам работите на кои што претходно не им обрнував доволно внимание во текот на нормалниот секојдневен живот и хаосот во кој што живеевме и претходно. Гужви, работа, движење, галама. You walk along the street, a dirty, stinking, noisy street of the big city. Somebody's lying there. Everybody is passing by. The vomit is dripping out of his mouth. Почетокот за мене беше некако шокантен. Моментот дека ја треба да бидам затворен дома и во тие некои да ги наречеме 4 зида, на почетокот беше чудно. Cleanse the air, cleanse the water, cleanse the earth, cleanse the homeland. Cleanse, 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 cleanse. Мислам дека Ричард значително ми помогна да си верувам повеќе, да се обидам през секоја своја изведба, да им верувам на моменталните чувства, на моменталната состојба во која што се наоѓам и да најдам начин како да си играм со сите тие услови и мои состојби. Ме натера да се заљубам во некои нови нешта. Да. Искривете ја патеката! Искривете ги сите патеки, ме слушате! Доаѓам да ви кажам, искривете ги патеките на овој град, зашто тие се гадост! Гадост за душата на секој маж, жена и дете! Гадост ви велам! Искривете ја правата и душите слободно ќе ви скитат по сите небесни и земни патеки! Слушајте ме, ви носам слобода! Можам да кажам дека интересен, интензивен, многу корисен и многу точен начин на работа. Atëherë unë me zotëri Richardin jam njoftuar për herë të parë para 5 vite. Është një ndër eksperiencat më të mira që më ka ndodhur në jetën time. Më ka bërë të njoftoj me trupin tim, më ka bërë të njoftoj me zërin tim, të njoftoj me mendjen time dhe të njoftoj me gjithçka që jeton brenda meje. Clean the streets. Clean. Ka qenë si ilaç për shpirtin tim dhe për trupin tim. Më ka bërë të ripërtrihem dhe të kthehem në Eldinin e vjetër, në atë që vetëm se edhe mua më mungonte. Кога прв пат влегов на колективниот тренинг, влегов со резерва, затоа што е сепак нешто, би рекла, интимно, некоја интимна работа која ние со колегите ја споделувавме енергии, споделувавме емоции. Целосно, ако го земам како пакет, беше едно освежување и еден клуч за отварање на некои мои центри и филтри, како актерка. We are going to take a 10-minute pause, but in this pause, unless it's absolutely necessary, I want you to keep silence. No socializing. I want you to keep your energy flowing, because now we're going to go into some text work. He's me.
измиги камењата. Падна ноќ, зората не се надзира, сенките на еден живот лаза надзират. Вечно млади, вечно стари. Древни сенки се приградува. Кој ќе ми испее песна? Кој ќе ми испее песна кога на гробот мој паднат сенки разни? Секој има различно тело, секој има различна убавина, секој има различен и автентичен начин на своје изразување и ова сум ја. Да, имам талент и имам порака што сакам да кажам и имам што да кажам и тоа е најбитното нешто. И како изгледа моето тело, ова физичка манифестација, не е ни толку битно. Така да, фала што остана на Сабајле, фала што ме дочекаа нозете, буквално момент на телово ме служи мене. Не ми е украс некој што треба да го декорирам и што треба да изгледам на некаков си начин. Си дадов време и простор и начин како повеќе да се разберам себе си и како да се конектирам со своето тело, да се прифатам и да работам на тоа. Јас сум актерка која често, односно секогаш пред настап или проба внимава на своето тело и сакам да се загреам. Меѓутоа, ова е друг тип на загревање, ова е темелно загревање, би рекла. Баш така како што почнуваме од земја, па се креваме на нозе, се вивнуваме нагоре и се враќаме. Почнав кон секој дел од телото да се однесувам исто. Нема срамен дел од телото. I'm going to ask several of you to do one monologue, just one monologue, in 6 planes of action. But what that means is you have, as a player, the possibility to work in 6 directions on the stage. Forward, backwards, one side, the other side, up in the air, and down on the ground. But when you choose to move, you do it with precision. You know what you're doing. Процесот со Ричард е многу интимен, многу е длабок. И нормално е во таков еден процес да се отвараат прашања кои што се поврзани со нашата слика за себе си. In the darkness of the night, in the shadows of the heart, storm on storm, casting up the debris from the bottom of the sea, my crimson tempestuous sea. Enter you to feel absence and presence of stranger. I fall into a dark hole of contagion. From the beneficence of an invisible benefactor never seen, but always present. And what if at the core there's nothing else? Despair, rancor, fear. So self-satisfied, never knowing, seldom caring if your penetration, your heroic conquest is the source of a new life. A life full of terrors, all it's all known only to woman as a bird knows its song. Yes, he whispered to my ear. From between your legs blood shall flow, murder, pillage, mayhem. Your fertile womb shall be flooded by the lusts of 1,000 armies to give birth to a glorious race of daughters. For you shall be my instrument of great revenge against that thief of fire Prometheus, the leaven of malice I put into the race of man. Текстот Градот беше избран не случајно, заради тоа што ги отвора тие прашања, се занимава со изолацијата на индивидуата во урбан контекст. My instrument against him is you and the fire in your eyes, mouth, breasts and loins. Го преведовме за потребата на проектот и секој од учесниците си избра одредени сцени кои што најмногу кореспондираат, најмногу му одговара на личниот сензибилитет или да, просто беа прашање на личен избор. In the darkness of the streets, in the shadows of the heart, alone but forever present, I come to you bearing gifts. Gifts you do not see, gifts you can never understand. Gifts from the beneficence of an invisible benefactor, never seen but always present. Giving, giving, and forever giving.
ми отвори некои нови начини на комуникација, кои што не сум ги примила од некои од моите други предавачи и ментори во животот. Не сум имала такво искуство да работам на таков начин, во таков процес, со еден таков човек. Значи, ова за мене е ново искуство. Само по себе, значи според начинот на работа. Но, дополнително и со начинот на работа онлайн. Значи, не верував дека е возможно затоа што ни треба сцена, ни треба публика, ние сме научени да работиме вака и вака, тоа е театар. Не. Уште еднаш ми се потврди дека, барем за мене, театарот во кој сакам да се гледам во иднина е дефинитивно колективен театар. Размената на енергии и функционирањето на повеќе актери во еден ист простор, на едно исто ниво, на една иста фреквенција, за мене е свето. Добро, кажи, само да знам, пошто мислам дека не... 5 души публика, ако дојде утре 50 души публика, не го дозволувате тоа да ве... Не, дефинитивно. А ако сме не сигурни на почетокот, после тоа ни треба време додека да влеземе да станеме сигурни. Сега се вративме негде од... Мислам дека е место пред се, или еве да речем организација или заедница која одамна му недостигаше на општество, затоа што јас како фриленс актерка имам каде да отидам, имам каде да се спремам ако ми треба тој простор. Она што ми е мене најважно е тоа дека има луѓе кои што се спремни да оделат дел од своето време или да го создадат тоа во вид на, нели, во форма на своја работа, што ќе резултира со креирање контекст и простор за луѓето во нашата заедница да можат да се дообразуваат или да соработуваат, особено во уметничката, нели, на уметничката сцена, уметничката сфера. И пред се тоа според мене за голем поздрав, затоа што ни се потребни такви институции, ни се потребни такви можности за да можеме да растеме, особено затоа што сме мала заедница. Излегуваш од тој еден систем и кога не ти се наметнати работите, сваќаш ти што располагаш. И дали ја имаш таа самодисциплина која што ти е наметната е како присилна или знаеш да се шмугне. Дефинитивно е процес на самоистражување и самоучење. Која си ти, која што и колку многу го сакаш ова за да се посветиш на истото.